Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Откриени тајни. Сите вие кои што редовно не следите, веќе добро знаете дека започнавме еден мини серијал во рамки на Откриени тајни во кој зборуваме за 24 карактеристики на гениалците. Секако дека денес продолжуваме онаму каде што застанавме. Имаме навистина уште карактеристики за кои што ќе зборуваме и ќе разговараме на еден навистина убав и интересен начин, а пред се верувам дека сите вие ќе се препознаете во сите овие карактеристики за кои што и денес ќе зборуваме. Сите сме ние гениалци, само треба да работиме повеќе на овие карактеристики. Останете со нас, заедно со доктор Жарко Костич продолжуваме со 24 карактеристики на гениалците. Тука секако продолжуваме да ги презентираме карактеристиките кои што ги имаат гениалците. Зборуваме за 24 карактеристики на гениалците. Во првиот циклус од овие карактеристики зборувавме за првите 5. Секако дека ние и гениалците имаме заеднички карактеристики со тоа што кај нив се веројатно поизразени. Зборувавме за поривот. Гениалците се храбри, гениалците се посветени на целите и гениалците имаат многу знаење и секогаш сакаат да акумулираат дополнително знаење. Кај нив знаењето и акумулацијата на знаење никогаш не престанува. Пред се, гениалците се искрени. Кои се останатите карактеристики за кои што ќе зборуваме? Секако останете и понатаму на телевизија 24. Со нас е доктор Жарко Костич, со кого секако продолжуваме понатаму на оваа тема. 24 карактеристики на гениалците на телевизија 24. Жарко, продолжуваме. Добре дојдовте во ова Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден за нашите гледачи. Секако зборувавме за првите 5 карактеристики, продолжуваме понатаму. Време е да започнеме, верувам дека гледачите со нетрпение ги очекуваат и останатите карактеристики. Дел од нив секако се потрудија на свој начин да предпостават можеби кои се следните карактеристики на гениалците. На еден или друг начин гениалноста е во секој еден од нас, како ќе изразиме, тоа е може да варира во начинот, но мислам дека и самите гледачи ги знаат кои се, или може да ги предпостават овие карактеристики кои што секој еден од нас ги има, но ние денеска збориме за продолжуваме да збориме за 24 карактеристики кои што ги имаат гениалците. Значи тоа е нешто кое што е откриено од доктор Алфред Бариос. Е во 1980 година објавено во Националниот истражувач магазин во Соединетите Американски држави. И интересно дека и самиот човек кој што ги има откриено говори за тоа дека можат да се практикуваат и не се вродени карактеристики, него е нешто кое што секој од нас го поседува како карактер и воколку се вежба и воколку се обрати внимание на нив, дека тие само се зајакнуваат, така да целта на нашата емисија и на овој серијал од неколку емисии кога зборуваме за карактеристиките, односно овие 24 карактеристики за гениалците, ние баш да го потенцираме тоа дека секој еден од нас е гениалец. Ја имаме гениалноста од нас, ни треба волност, знаење да изразиме и целта на овие емисии е баш тоа, да ја поттикнеме гениалноста. Секако следна карактеристика за која што ќе зборуваме е оптимизмот. Гениалците се оптимисти, сите ние треба да бидеме и да ја негуваме оваа карактеристика во себе. За мене се овие стварно многу интересни карактеристики човечка содбини и затоа и одлучивме да заедно со тебе во консултација да ги презентираме на нашите гледачи. Наредната карактеристика која што следува и која што сакаме да откриеме е оптимизам. И намерно ги ставаме на самата наша графика на самите екрани, за да можат и гледачите да ги забележат, да си ги запишат во колку сакаат. Пак ќе кажам на крајот од серијалот, кога ќе ги обработиме сите, ќе бидат објавени кај мене на Facebook страната, но наредната карактеристика за која што денеска ќе говориме е оптимизам. И вели гениалците никогаш не се сомневаат во тоа дали ќе успеат. Свесно фокусирајте во својот ум на нешто добро што треба да се случи. И јас сакам да го обично барам потеклото на зборот, од каде зборот потекнува. И кога го пронајдов потекното на зборот оптимизам, потекнува од латински збор оптимум, кој што значи оптимум, нешто кое што е најдобро, во најдобра варијанта. Значи оптимизам значи да ги гледаме работите во најдобра варијанта, да ги проектираме во нашиот ум на најдобар можен начин. Збориме за умот во минатите емисии, збориме дека некојаш умот ни дава негативности, како спротивно на оптимизам пак е песимизам. А тоа исто потекнува од латински збор кој што значи пак најлошо.
Така да, песимистите некогаш ги гледат работите на најлош можен начин, на црн можен начин, генијалците се оптимисти. Значи, генијалците, вели, го фокусираат свесно својот ум на нешто добро што треба да се случи. Гледате, и овдека е многу интересно нагласено дека е нешто добро што треба да се случи, значи нешто кое што го очекуваат дека ќе се случи во иднината. Некоја добра работа. И пак ќе кажам, оптимум е нешто најдобро. Ние кога зборевме за целите, рековме дека треба да ги проектираме во нашиот ум, да го замислиме како е тоа, која е таа идеалност која што ја сакаме за нас, каква иднина сакаме да проектираме. Во спротивно, ако имаме песимизам, фактички пак ја проектираме иднината на негативен начин. Ето од нас зависи што ќе проектираме. Умот е над материјата. Кога умот ќе почне да замислува нешто добро што треба да се случи, се случува. Гледате, дури и кога имаме некои негативности кои ќе не се случат, доколку стварно сме со нашата желба да искриваме таа позитивна иднина, која што ја замислуваме во нашиот ум, не толку обраќаме внимание на негативните работи кои што треба да се случат. Ако немаме позитивни работи, и ако сме фокусирани на негативното, не ни тргаме, поради тоа што се плашиме, зашто не тргаме и зашто сме во страв. И тоа е страв и грижа за која што зборевме. Кога сме загрижени, ние се трудиме да отправиме некоја негативна работа во иднината која што мислиме дека ќе се случи. Но тоа не значи дека ќе се случи. Но ние го проектираме во нашиот ум дека е можна некоја негативност и стануваме на тој начин песимисти и поради тоа што мислиме дека ќе се случи тоа негативност, седиме во место и никаде не тргаме, никаква акција не превземаме. Но ако го смениме умот, гледате дека вели дека можеме тоа да го тренираме. Свесно фокусирајте се, значи со свесноста. Свесно го правиме тоа, свесно замислуваме цели, свесно ја гледаме иднината и свесно очекуваме дека нешто добро во иднината ќе не се случи, затоа што можеме да го контролираме тоа. Секако дека имаме ум за кој што зборевме дека ние не можеме да го контролираме, кој што не ги дава сите тие негативности и негативни работи. Но ние, како битија, исто така имаме контрола врз умот, врз свесниот дел од умот. И со помош на него можеме да замислиме нешто добро и да очекуваме нешто добро да се случи. Затоа што, гледате, кога имаме страв од некои работи, гледате, луѓето кои што се плашат од некои работи, на чуден начин се случуваат некои негативности во нивниот живот. Нели некој се плаши или се гади од влакно да не му усупата и влакното ќе се погоди кај него. Тој што се плаши да не се разболи кога ќе седне некаде во кафичи или во автобус или во авион, ќе седне до тој што киви и кој што е болен. Затоа што, гледате, даваме акцент, ние го крираме стравот. Некојаш па во нашиот живот се фаќаме дека имаме стравови кои што не се ни наши. Колку често имаме ситуации кога попримаме некои стравови од некои луѓе околу нас. Може ги имаме истите стравови што ги имала мајката моја. Нели, може ги имаме истите стравови кои што ги имал таткото. Едноставно почнуваме да не го живееме нашиот живот. Многу од тие стравови ни се насобрани од околината. И ако направиме запис на стравовите што ги имаме и некој околу нас што ги имал во нашето обкружување, ќе видиме дека многу од тие стравови не се наши. Имало ли некој во нашата фамилија кој што бил песимист? Почнуваме ли да живееме како него? Треба да сме си самите ние. Нашата иднина да ја преземеме, нашата контрола. Тога животот станува убав и интересен. Но целта и она што сакам да го нагласам е пак да збориме за позитивното, за оптимумот, за оптимизам. Нешто оптимум, нешто најдобро што сакаме да се случи. Има еден клучен збор во овој текст е дека очекуваат, односно го својот ум на нешто добро што треба да се случи. Значи очекуваме дека ќе се деси. Така да мораме да очекуваме од иднината дека ќе ни даде добро, наместо да очекуваме дека ќе ни даде лошо, и едноставно треба да се фокусираме баш на позитивното, да ги игнорираме негативните работи, едноставно да не обраќаме внимание на негативната работа која што ни ја проектира нашиот ум. Игнорираме тоа. Се фокусираме свесно на нешто што е позитивно. И кога ќе го игнорираме нештото, го снемува, но се фокусираме на нешто кое што сакаме да се деси, оптимумот, најдоброто го гледаме за иднината и сакаме и очекуваме да се деси и ќе се деси. Способност за расудување е следната карактеристика за која што ќе зборуваме, а овде е навистина убаво објаснета оваа карактеристика накратко. Вели, обидете се да ги разберете фактите пред да судите. Проценувајте ги нештата на непристрасна основа, без предрасуди и бидете подготвени да се предомислите. Точно така. Ова е една од клучните карактеристики, затоа што ако имаме погрешни идеи,
ако имаме погрешни информации кои што се насовремени, ние функционираме врз база на тие идеи и информации кои што ги добиваме. Умот ги користи нив за да ги решава проблемите поврзани со нашиот опстанок. Но ако имаме погрешни податоци, ако имаме предрасуди, гледате, предрасуда е нешто пред да може нешто кое што го добивате како информација, кое што не е базирано на ваша вистина. Тоа се на некој начин фикс идеи. Идеи кои што сме ги добиле, информации кои што сме ги добиле, некој ни ги кажал, сме ги примиле, дал поради тоа што сме го сакале, дал поради тоа што сме мислеле дека е авторитет, но не сме ги провериле тие информации за нас. Колку предрасудите ни прават да се чувствуваме неубаво во односот со некој друг човек. Предрасуди имате можеби за некој друг човек кој што е од, не знам, друга нација или како и да е. Едноставно може да имате предрасуди за некоја девојка. Замислете, некој пријател ви каже некој погрешен податок за девојката, која што ви се допаѓа, и тој податок останува во вас и едноставно почнувате да се однесувате кон неа на начин кој што не е соодветен, затоа што не сте го провериле самото тоа вие. И многу пати добиваме информации кои што не сме ги провериле. Колку знаеме да бидеме во комуникација со некој човек, некој ќе ни каже нешто лошо во врска со него, но ти кога комуницираш со него не соодветствува со тоа кој што некој ти го кажа. И многу често, дал се од луѓе, дал се од други ситуации, восприемаме информации, предрасуди, кои што едноставно не ни дозволуваат да успееме. И не сме непристрасни. Многу често сме пристрасни во врска со некои работи кои што се поврзани со нашиот живот. И не ги гледаме објективно работите. Гениалците ги гледат работите објективно и ги базираат на факти, на нешто кое што е вистина. Сега, дали ние испитуваме вистинитоста на фактите во нашиот живот? Тоа е многу битно. И кога зборам за ова, се тоа ме потсеќа на нешто што го сретнав на социјалните мрежи и сигурен сум дека и гледачите го виделе, а тоа е за трите филтри кои што Сократ, нели, грчкиот филозоф, ги имал во врска со тоа како тој се справува со вистината или кога некој нешто му зборува за неговите пријатели. Доаѓа некој негов пријател и сака да му каже нешто лошо за некој друг пријател на Сократ. И Сократ во тој момент му го поставува тестот на трите филтри. И првото е дали тоа што ќе ми го кажеш е вистина. И човеков се замислува и вика, па не знам дали е вистина. Ако не е вистина, нема потреба да се споделува понатаму. Замислете, доаѓате со некое оговарање за некој пријател. И му го споделувате на вашиот пријател, кој што исто така се знае со човекот. Не сте го провериле тој факт. Дали е за вистина така? Дали тоа што ќе го пренесеме како информација, сме го провериле за вистинитоста? Не сме го провериле. Вториот филтер е дали е добро или лошо. Многу често во оговарањата нема добри работи. Има оговарање кои што не сме го провериле како податок. И Сократ му вели, ако не е добро, зошто би ми го кажал за мојот пријател? И третиот филтер е дали е корисно. Дал тоа што ќе го добиеме корисно за нашиот опстанок или не. Целата поента е колку подобро ќе се во најмала рака согласуваме со нашите пријатели во колку информацијата која што ја добиваме ја филтрираме на овие три начини. Дали е вистина, дали е добро или лошо и дали е корисно. И тоа многу би ни помогнало во било каква ситуација. Но ова е по-генерално кажано е дека обидете се да ги разберете фактите пред да судите. Станува збор за било какви факти, било какво знаење, проценувате ги нештата на непристрасна основа, без предрасуди и бидете подготвени да се предомислите. Колку е убаво кога на крај ќе сватиш можеби со некој човек или за некоја работа дека се сгрешил. Поради тоа што гледате, тој пат со тие предрасуди, со фикс идеи не носи во опстанок. Не носи во правилен однос, можеби со пријателите или со другите луѓе. И кога ќе се предомислиме, и кога ќе ги погледнеме фактите, но треба сме волни да погледнеме во фактите, без разлика на тоа кој ни кажал што. Зашто само со фактите, само со вистината, човекот може да успее, и тоа е тоа што го имаат генијалците, затоа што е способност. Способноста е да се премислиме, способноста е да гледаме. Видите, многу често не сакаме да гледаме, вистината е пред нас.
знаеме што гледаме, но полесно ни да го слушнеме, поради тоа што можеби не сакаме некого да навредиме или сме под влијание и така натаму, но вистината е секогаш пред нашите очи. Треба да гледаме, треба да имаме способност да се премислиме и треба да имаме способност да расудиме. Генијалците се способни да расудуваат, но исто така и тие се ентузијасти. Следната карактеристика која што ја поседуваат генијалците е ентузијазмот. Навистина убава карактеристика за која што во продолжение ќе поразговараме секако. Да, зборевме за емоции, зборевме за ентузијазмот. Ентузијазам е прекрасна емоција. Прекрасна емоција поради тоа што е заразна како емоција. Колку е убаво да видите некој човек ентузијастичен, кој што е затоа што верува. Гледате, тоа е полетност. Едноставно, не само што тој има крилја да го направи тоа што го сака, а е поврзано секогаш со цел. Гледате, ентузијазмот е поврзано со цел. Ентузијазмот е иднина. Иднината не влече напред. Иднината ни дава акција. И ентузијазмот како емоција е многу заразна. Поради тоа што кога сте на ентузијазам, имате потенцијал и другите да ги кренете на таа емоција. Точно е дека некој животот ви носи проблеми. И овдека вика немојте да се воздржувате. Ентузијазмот не е воздржување, нема воздржаност. Идеме со целата сила, со се. Гледате, посветеноста на ентузијазмот е целосна, нема резервираност. Колку е убаво кога ќе се впуштиме во некоја работа и не сме резервирани, едноставно не размислуваме дека нема да успееме. И така и кажува дека вика навистина верувате дека нештата ќе испаднат на добро. Многу е слично на тоа претходно што го зборевме за оптимизам, затоа што ентузијазмот тој навистина верува дека работите ќе испаднат на добро. Иначе не би бил ентузијазам. Кога животот ќе ни даде загуби, кога животот ќе ни удри, па што е ако се случат загуби? Колку е поубаво да сме ентузијастични, но со новото знаење кој што животот ни го дал. Не да станеме премногу резервирани во врска со животот. Знаете, затоа што тога животот почнуваме да го на некој начин стануваме премногу предпазливи во врска со работите. И тоа не значи дека не треба луѓето да се предпазливи за некои работи кои што се логични да се направат, но зборам како генерална карактеристика дека некогаш луѓето запаѓаат во една ситуација каде што све мора да се провери, каде што не све мора да биде сигурно, а колку е убаво да ја вратиме таа полет, тој ентузијазам кај нас. Но, пак ќе кажам, свесно со податоците, гледате, затоа што секоја загуба што сме имале може да ни даде нешто корисно. Секоја грешка што сме направиле може да ни даде како подобро да го направиме тоа наредниот пат. Не да се воздржиме да не правиме. Напротив, да правиме, ама како да направиме на поточен начин од претходниот кога не сме успеали. Ако гледаме грешката на тој начин, окей, сега имаме повеќе податоци како подобро да го направам. Заедно со полета, зашто полета е порив, полета е енергија, ентузијазмот ќе ви даде огромна енергија да ги минеме тие препреки кои што ќе ни се појават на патот. Заедно со информациите за грешката од претходниот пат кога не сме успеале и заедно со оваа полет имаме добитна комбинација, но ако го гледаме на тој начин, треба навистина и ова да го вежбаме. Вика се возбудени за тоа што го прават. Колку е убаво кога сме возбудени во врска со нештото и ги охрабруваат другите да соработуваат со нив поради тоа што веруваат. Гледате, ако вие не верувате дека нешто добро ќе се деси поради самата добрина на човекот, нема да ги активирате и другите со вас. Се викаш, ако ја не успеам, неќе ми другиве да не успеат, но тие веруваат дека ќе успеат. И таа силна верба во нив е заразна и се пренесува на другите луѓе. И ова е фактички емоцијата која што еден лидер ја има. Лидерите се ентузијастични и знаат ентузијазам да го пренесат на околината и едноставно биваат следени од околината и заедно како тим, баш затоа што е заразна емоцијата и затоа што стварно веруваат, едноставно ги понесуваат и другите да тргнат на патот кон успех. Оптимизам, способност да расудуваат и ентузијазам се карактеристиките за кои што зборувавме, а секако се дел од оние 24 карактеристики кои што ги имаат генијалците. Ние продолжуваме понатаму, секако дека освен овие карактеристики имаме уште многу други за кои што треба да зборуваме во текот и на денешната, но и на следните емисии. Генијалците се подготвени да ризикуваат, Жарко, и не се плашат да ризикуваат. Баш така, ја ќе ја прочитам наредната, вели надминете го својот страф од неуспех, кога еднаш ќе сватите дека можете да учите од своите грешки, вие нема да се плашите да превземете ризици. Малте ни го дискутирав ова во претходното прашање, но дека би сакал да додадам нешто, е дека јас мислам дека секогаш
Гледате, треба да се надмине стравот од неуспех. И кога еднаш ќе сватиме дека можеме да учиме на своите грешки, нема да се плашиме да преземеме ризици. Работите за мен, и сакам ова да го објаснам, за да бидам добро сватен, е дека некојаш во животот мислиме дека сигурноста е поврзана со нешто кое што е статично. Сите сакаме да бидеме у некоја статична состојба, каде што нема да се менуваат премногу работите, и сите мислиме дека тоа е сигурност. Тоа не е сигурност. Знаеш, сите сакаат да биде нешто стабилно, предвидливо, да биде добро, да не се менуваат работите. Тоа е сигурност. Но во овој универзум ништо не останува исто. Работите не можат да останат непроменети или статус кво, така да ги кажем. Значи, не можат работите да останат непроменети. Ако една врска не се менува, ако една, на работата не се подобрува секојдневно, успехот на фирмата, тогаш тоа не е добро. Затоа што, гледате, кога ќе останува нешто цело време исто, фактички со текот на времето ќе почнува да се намалува. Гледате, ни треба промена на подобро. Колку можеме секој ден да се промениме на подобро. Гледате, затоа што таа сигурност во некои моменти почнува да не носи во таа зона на удобност, на комфорт. И не треба да се доведеме во ситуација каде што едноставно ќе почнеме се да ни станува удобно. Прво станува животот досаден. Ајде да го земеме од тој аспект во таа ситуација. Но и станува за мене ризик. Фактички, мислам дека е целосен ризик да дојдеме во една ситуација каде што сме целосно комотни и ни удобно. Поради тоа што работите не се менуваат на подобро. Едноставно не е тоа успех. Гледате, човекот мора да биде волен да превземе ризик и да искуси нешто ново. И баш тоа е сигурноста. Да, можеме да исчекориме напред во иднината, во областите, во иднината каде што работите не се под контрола, каде што не ни е удобно, каде што не сме сигурни што ќе се случи, но ако го направиме тој исчекор, веќе излагаме од ризикот на удобност. Ај така да го наречам тоа, ние ризикуваме кога фактички не ризикуваме. Ја мислам дека не ризикуваме кога секогаш одиме напред и кога не ни е удобно, туку се буткаме да успееме се повеќе и повеќе. Остваруваме нови области, идеме понатаму, имаме поголеми цели, си наметнуваме поголеми задачи, сакаме да постигнеме нешто ново. Сето тоа е во иднината. Во една област, едно поле, каде што има ризици, ајде така да ги кажеме, каде што има непредвидливи работи, но веќе сме понапред. Видите, веќе сме во успехот, сакаме повеќе. Не се задоволуваме со тоа колку што ни е. Затоа што која ми идеја е, ќе се задоволам со ова, немој повеќе, доволно ти е толку. Работите се менуваат и тоа не е гаранција за успех. Зошто да не искрираме повеќе? Прво е забавно. Второ, не го правиме тоа од алчност, го правиме затоа што е интересно, затоа што игра. И тој ризик што го превземаме со исчекорување во иднината ни дава непредвидливи работи кои што ни прави да е интересно. И точно е, можеби ќе сгрешиме, но пак ќе кажам, можеме да научиме од тие грешки и да се обидеме по втор пат, да го искористиме тоа знаење и едноставно да освоиме иднината, зашто иднината е простор кој што чека да биде освоена. А каква иднина ќе имаме? Зависи случајно од нас. И ајде така да кажам, зависи од тоа колку сакаме да ризикуваме, а ја би рекол, ние не ризикуваме само кога тргаме напред во иднината и кога се соочуваме со различни предизвици. Значи дека најголем ризик е да не се ризикува, а гениалците немаат страв да ризикуваат и тоа е една навистина убава карактеристика која што тие ја имаат. Немојте да седите и да чекате нешто добро да се случи. Бидете одлучни да направите тоа да се случи. Ова е описот на следната карактеристика која што имаат гениалците, а станува збор за динамична енергија. Апсолутно. Значи, зборевме за ова. Ние креираме нашата судбина, наша иднина, што и да е. Од нас зависи. И едноставно тоа е тоа што го прават они. Значи, не седат и да чекат нешто добро да се случи, туку одлучуваат да направат тоа да се случи. Одлуката е причина. Ние зборевме за
тоа дека треба да сме причинители, да од нас зависи, ние да сме факторите кои што ќе ги смени состојбите кај нас. Гледате, имаме некоја ситуација која запаѓаме во некоја состојба кај што чекаме се некој нешто да ни промени. Тука нема интерес, тука нема убавина, тука нема живот, тука има проблеми, тука има грижа. Зошто? Затоа што тога животот не напаѓа нас. Видите, кога чекаме да се случи нешто, фактички животот не напаѓа нас. Кога сме у акција, кога креираме, кога причинуваме, ние го напаѓаме животот. И тука е убавината. Кога ние го напаѓаме животот. Може би овој збор звучи неубаво да го напаѓаме, но ајде да кажам да сме активни. Ние да иницираме работи да се случат во нашиот живот, а не да чекаме некои работи да ни се случат нас. Затоа што ако чекаме, стануваме на некој начин критични, цинични, ништо не ни чини, се ни смета, се некој друг ни е крив, се околината ни е крива. А секој еден од нас е причинител и е фактор и е креатор на својата судбина. И ако едноставно почнуваме тоа да го покажуваме во нашиот живот, тогаш работите ќе се сменат, затоа што иднината е во нас. Ние имаме страв за иднината ако не ја креираме иднината. Моментот кога ќе почнеме да правиме работи, да се случат убавите работи, немаме страв, поради тоа што баш стравот доаѓа од тоа да чекаме и мислиме дека нешто лошо ќе ни се деси. Ако не ќе да ни се деси, зошто да не отидеме напред да искреираме нешто кое што е добро? Чекањето никогаш не резултира со ништо. Затоа што чекањето не прави да станеме многу, ајде така да кажам, материјални, фактички како материјалниот свет. Едноставно стануваме толку ниско со емоциите да нашата животна сила и елан го снемува баш поради чекање. Само ако се присетиме на моменти кога сме чекале било каде, колку ни станувало досадно и колку сме биле нервозни. Тоа е добар пример за тоа. Човекот не треба да чека, треба да исчекори и да искрива својата иднина затоа што едноставно верува во себе. Иницијативата секако дека ги карактеризира гениалците. Тие никогаш не се плашат да превземат иницијатива и нештото да го започнат и да го работат со голема љубов. Точно, и ова е пак поврзано со тоа што го говориме до сега, но овдека има многу интересен текст, вели гениалците се трагачи по можности. Видите нешто што е ново, промена. Ете можност, нешто како да го направиме на поразличен начин. Нова шанса, некакви можности, барат секојаш можности. И вели, бидете подготвени да прифатите работа која другите не би ја допреле. Колку интересно. И да го довршам само, никогаш не плашете се да го испробате непознатото. Збориме за иднина, збориме за нешто непознато. Тие не се плашат да го испробаат. Но вели, бидете подготвени да прифатите работа која другите не би ја ни допреле. Гледате, тука се издвојуваат луѓето. Дал би можел да се соочам со тоа? Би можел да ја работам таа работа? Луѓето кои што ги работат работите кои што други луѓе не би ги работеле, у најмала рака имаат многу добри финансиски бенефити од тоа. Но исто така, едноставно, и самите работат на својот карактер и од нив излага потенцијал за да можат да ја завршат таа тешка и напорна работа. Затоа што на некој начин кога вежбаме, кога се трудиме да бидеме соодветни на работата и да ја направиме на најдобар можен начин, ако работата е потешка, и ако вежбаме, и ако сме волни да бидеме добри од тоа, од нас излага огромен потенцијал. Ако само сакаме да прифатиме некоја работа која што секој би можел да ја направи или која што е многу лесна, никогаш не можеме да го извлечеме најдоброто од нас. Никогаш не можеме да вежбаме или едноставно да ги постигнеме тие потенцијали за кои што сме способни. Така да дефинитивно ова е карактеристика на гениалците и ако се запрашаме, гледате, секој еден гениалец е најдобар во она што го прави, а им се восхитуваме баш поради тоа што работата што ја прават не е лесна. Значи гениалците не се плашат да го испробаат непознатото, тие се секогаш подготвени за иницијатива. Но исто така гениалците имаат моќ на убедување. Убедувањето како карактеристика е препознатлива за сите гениалци, можеме да кажеме исто од една од позначајните карактеристики. Затоа што гениалците знаат како да ги мотивираат луѓето кои ќе им помогнат да напредуваат. Ќе ви биде лесно да бидете убедливи доколку верувате во тоа што го правите. Гениалците ја имаат оваа моќ, Жарко. Поради тоа што зрачат со сигурност. Кога ќе видите еден гениалец не се сомнева. Видите, кој имате човек кој што се сомнева, за некој може да не убеди кога е сомнечав, кога самиот тој не верува. Не е сигурен во себе. Вербата е контрола. Видите, кога веруваме во нешто имаме контрола.
Во моментот кога не веруваме во нештото, ја губиме целосно контролата врз животот. Поради тоа што самите нема да отидеме да завршиме работата. Колку помалку веруваме во нас, толку помалку ќе бидеме активни, толку помалку ќе зрачиме со позитивност од нас. Ако не сме сигурни во себе, не зрачиме позитивност. Видите, ако сме убедени во тоа што го правиме, ако го знаеме тоа што го правиме, од нас зрачи позитивност. Таа верба влијае на околината. И баш поради тоа што влијае на околината, другите веруваат во генијалецот. Или пак ќе кажам дека ова е целосно карактеристика на еден лидер. Затоа што мислам дека генијалците во суштини се лидери, затоа што лидерот луѓето го следат. Ама гледате, ако имате некој човек кој што не е добар во тоа што го прави, ако нема иницијатива, ако нема ентузијазам, ако нема порив, ако нема цел, другите луѓе нема да му дадат почит. Видите, за да има некој почит кон некој друг, сето ова мора да го препознае кај другиот човек. Иницијатива, храброст, мотивација, цел, верба. И тоа е почита. И кога го видите тоа во другиот човек, морате да го почитувате. Тоа е лидер. И тоа е човек кој што ќе го следиме, поради тоа што знаеме дека едноставно верува во тоа дека ќе се деси. И баш вербата во нештата предизвикуваат работите да се десат, затоа што ние го контролираме физичкиот универзум. Како? Баш преку тие позитивни мисли, верба, ентузијазам, иницијатива, да ги причиниме работите да се случат, да не се плашиме од грешките кои што можеби ќе се десат на патот, па што ако се десат? Едноставно тоа е тоа кое што ни дава целосната контрола врз физичкиот универзум. И тоа е енергија која што секој еден од нас ја има, и тоа се квалитети кои што секој еден од нас ги поседува. Жарко, генијалците заклучивме од денешната емисија дека се оптимисти, имаат способност да расудуваат, тие се големи ентузијасти, секако подготвени се да ризикуваат во животот и не се плашат да ризикуваат, имаат во себе динамична енергија, имаат доста иницијатива во нив и постојано се полни со иницијатива за многу работи и секако имаат огромна моќ да ги убедуваат луѓето и веруваат во моќта на убедувањето. Јас ви благодарам што денес заедно со нас успеавме на еден убав начин да ги презентираме и овие карактеристики кои што ги имаат генијалците. Се надевам дека на гледачите им беше подеднакво забавна и оваа, како и претходната, впрочем и сите откриени тајни кои што заедно ги работиме и се надевам дека и понатаму ќе продолжат да не следат затоа што следуваат уште половина од карактеристиките кои што треба да ги презентираме. Порикажавме 12 остануваат пред нас. Ви благодарам. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи, се надевам дека бевме интересни повторно за вас. И доколку сакате да знаете било што повеќе, слободно може да ми се обратите и секој сакам да сум во комуникација со вас, слободно исконтактирате ме на социјалните мрежи. Довидување. Тоа беше се за денешното издание на Откриени тајни. Секако, како што веќе реков, се надевам дека бевме забавни и интересни и го задржавме вашето внимание. Стигнавме некаде на половина, откривме 12 карактеристики кои што ги имаат генијалците, ни остануваат уште толку. Бидете редовни, следете не секоја сабота во 11 часот, а секако доколку сакате повеќе, сите емисии се достапни на социјалните мрежи на 24, а секако и кај доктор Жарко Костич. Ви посакувам пријатен и убав ден, секако останете и понатаму со програмата на телевизија 24.